Председателот на Америка, Доналд Трамп, изјави дека сериозно ја разгледува можноста за ограничен воен удар врз Иран ако преговорите околу нуклеарната програма не доведат до договор. Тој не зборуваше за конкретен датум или план, но јасно стави до знаење дека воената опција не е исклучена. Според него целта е притисок врз Техеран за да се постигне решение, а не веднаш да се започне конфликт. Трамп повтори дека САД нема да прифатат сценарио во кој Иран продолжува со активности што би можеле да водат кон нуклеарно оружје. Во исто време нагласи дека дипломатските разговори се уште траат и дека исходот ќе зависи од тоа како ќе се одвиваат тие преговори. Според информации од американски официјални лица, ако дојде до воена акција, таа најверојатно не би била поширока операција, туку насочен и ограничен удар. Се разгледуваат сценарија во кои би се таргетирале конкретни поединци или објекти поврзани со нуклеарната програма или со безбедносниот врв на Иран. Пентагон подготвил различни опции, но засега станува збор само за планови на харти. Нема официјална одлука за напад, туку подготовки во случај тензиите дополнително да ескалираат. Во меѓувреме во Вашингтон се отвори и политичка дебата. Дел од американските законодавци најавија дека ќе предложат гласање со кое би се спречило председателот да започне воена акција без одобрение од Конгресот. Нивниот став е дека ваква одлука мора да помине низ формална процедура и дебата, а не да биде донесена еднострано. Ова дополнително ја комплицира ситуацијата бидејќи покрај надворешната тензија со Иран се отвара и внатрешна политичка расправа околу тоа кој има право да донесе конечна одлука за евентуална воена интервенција.